Почитувани, СДС и Филипче се нервозни, фирма блиска до нив не го добила тендерот за обезбедување, кој лани го добивала по цена за половина милион поскапо од сега. Филипче ја впрегнал цела партија во штитење на личен профит на поединци. СДС и Филипче целосно се ставија во заштита на приватни бизнис интереси. Се утепаа од лажење да заштитат профит на блиска фирма. Ако сега тендерот за обезбедување се извршува по цена пониска за половина милион евра, тогаш логички е да се запрашаат и јавното обвинителство и останатите институции каде оделе тие пари до лани. Од тука го повикуваме јавното обвинителство веднаш да отвори истрага како до лани услугата обезбедување е плаќана половина милион евра повеќе. Јавното обвинителство мора да даде одговор на легитимната дилема дали половина милион евра кои ги наплакала до лани фирмата за обезбедување завршувале дел во СДС, а дел кај тандемот Зечевиќ-Ковачевски и претходно кај ЗАЕ. За разлика од тоа, како до сега, со тендерот за избор на најповолна понуда за обезбедување е овозможена конкуренција и е засилена заштитата која државата ја добива во случај на неисполнување на задачите или нивно неквалитетно извршување, што е подкрепено со банкарска гаранција која фирмата добитник на набавката мора да ја издаде, а е во висина од 20 милиони денари. СДС може само да гледаат како се работи домакински и да ги бројат загубите на криминалните приходи кои до лани им течеле. А одговорност за секој еден криминал ке има. Ви благодарам. На нашата имейл адреса стигна две прашања. Првото е во врска со набавката, најавената набавка на владин авион. Нашиот одговор е СДС се против за се, само за да се против. Нема логика, ниту објаснување. Едноставно, политиката им е контра се што значи прогрес. Затоа што не се водени од конструктивност, туку од љубомора дека државата оди напред, а главната причина за тоа е затоа што тие се опозиција. Неодговорно е држава во Европа да нема функционален владин авион кој ќе ги обслужува потребите на државата. Уште поголема неодговорност е кога имаме еден председател кој загинал во авионска несреќа и еден претходен врз кој имал обидот за атентат, да не направиме ништо како држава таквите ризици да ги сведеме на минимум. Нов владин авион ќе значи сигурност за државниот врв, не само на постојниот, туку и за 10 години од сега. Време е СДС да порасне и на државните потреби да гледа со разум, а не со политика на негација и противење секогаш кога не се власт. Второто прашање е во врска со средбите на председателот Мицкоски и владината делегација во САД. Нашиот коментар е дека председателот Мицкоски во САД оствари државен успех. Тој е прв премиер на државата кој присуствувал на инаугурација на американски председател, а воедно и единствен политичар од Балканот во моментот кој беше во Вашингтон на настанот оваа година. Покрај големата чест која Македонија ја има со тоа, председателот ја искористи посетата да се види со значајни личности од американската политика и нормално бизнис заедница. Остварени се средби со Крис Павловски, Девид Нунес, Џон Битов, Марко Галина, Такер Карлсон, Ричард Гренел, Ендрю Пејков, Джеси Спиро, Александар Касанов, Мајкл Ватли, председател на Републиканската партија на САД и многу други средби. На овие средби е разговарано за поддршката на САД за Македонија, како и за инвестицискиот потенцијал на нашата држава и отвореноста за економска соработка. Ефектот од овие средби допрва ќе се гледа во Македонија како политички, така и економски. Ви благодарам.